детајлите. Јас не се пријавив веднаш. Очекував колегата Ристо Ташев да се јави да каже дека и ова ќе биде направено, дека е планирано, дека е зборено со градоначалникот. Не го провоцирам, сакам да покажам само колку изгледа неубаво тој принцип на работа на Комисијата за финансирање и буџет. Пратениците си прифаќаат обврска на јавно даден збор за нешто што не е планирано во буџетски материјали или ние не знаеме дека е планирано во буџетски материјали, документи, или за нешто за што поставените функционери, градоначалници, директори и така натака оваа година покажаа дека имаат степен на капацитет за реализација од 1/4. После една година, почитувани колеги, на сите ваши ветувања, ние ќе можеме да кажеме, луѓе, извинете, ама луѓето зад кои што вие стоите со вашиот глас во влада, не го реализираа тоа за што вие сте ги бирали. Како што и оваа ситуација. Затоа треба да најдеме начин, господио председателке, следниот пат кога ќе разгледуваме ребаланс на буџет или буџет, веројатно прво ќе биде ребаланс во текот на следната година, тоа некако по правило ни се случува, што не е страшно, да си ги добиеме овие материјали и ако е можно тоа да стане некаква формална обврска во некој документ на Комисијата за финансирање и буџет, кога се разгледува буџет, да не ни виси тука министерот не дава образложение никогаш, но заменичката министерка дава образложение што е за почитување, но ни кажува во таа програма од ИПА, во таа програма од ИПАРД, во таа програма од ова, во таа програма од она, а ние тоа никогаш не сме го добиле на хартија. Да ги добиваме овие работи на хартија, за да знаеме дали прво се говори онака како што е, второ да знаеме кој е одговорен за тоа. Благодарам.